Одва 1,5% од жените имаат свој бизнис. Околу 2% се на раководна функција. Во политиката се застапени со не повеќе од 30%. Во вкупниот број на невработени жените учествуваат со 38%. Од вработените 39% отпаѓаат на жените, а платите им се помали од оние на мажите. И се уште жените се за 24% помалку вработени од мажи. Со квота, тоа е позитивна дискриминација, се 30% во структурите на одлучување и на локално и на национално ниво. Платите се уште за 18% пониски од оние кои што ги земаат мажите. Во извршната власт се помалку од 5%. Ваков е статусот на жената во источниот регион, каде од формирањето на сите 11 општини досега, на градоначалничката функција никогаш не била ниту една жена. И покрај ова, и денес жените не бараа ништо повеќе од она што веќе го имаат. Тие по традиција славеа и си честитаа. Еве една порака до сите жени на светот да се дружиме, да се сакаме, да се почитуваме. Сме собрани сите жени да се дружиме и на сите да честитаме 8 март празникот. На сите од нежниот пол, лично од мене, среќен празник и на сите жени. И во нашата мила Македонија и во светот кај што се наоѓаат, на сите нека ја честит овој наш убав празник. Главна одлика на 8 март кај нас остана подарувањето. Така во Штип, дечињата со посебни потреби подготвија подароци за пензионерките. Денес членовите на Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост порака на еден начин возвратија на овој ден на пензионерите за нивната досегашна хуманост и соработка со нашиот центар. Во Македонска Каменица градоначалникот подари над 1000 рози на своите сограѓанки. Иако ние како општина Македонска Каменица се трудиме секојдневно да посветуваме внимание на сите категории на граѓани кои што живеат во општина Македонска Каменица, еве денес е посебен ден кој што го одбележуваме 8 март, празникот на припадничките на понижниот пол, празникот на жените, на мајките, пензионерките, на работничките, на секоја една жена. Во Кочани, жените од администрацијата даруваа за оние кои имаат помалку. Оваа година средствата што се наменати за прослава на 8 март за нас, да ги наменеме за да купиме скромни подароци за наши ближни кои што се сиромашни, кои што не се во состојба така во секој момент да си го прославуваат празникот и да си обезбедуваат се што им е потребно. За разлика од денес, во 1912 година текстилните работнички од Лоренс, Масачусетс, марширале под слоганот "Сакаме леп, но сакаме и рози". Лебот и розите се политичко барање на жените за фер плати, достоинствени услови за работа и почит.